Добро вечер. Вие ги гледате вестите во 18 часот. Ова се настаните на денот. Одобрен обвинителниот акт за невидената трагедија во Кочани. Сите очекуваат брза и законска постапка. Ќе дојдеме до вистината. Референдум или редовен политички процес. Влен и Дуи со различни погледи за тоа што представуваат локалните избори. Теорија што референдум Шипаро Македонија. За жал, Али Ахмети веќе е изгубен во просторо време во политичкиот екосистем. Пропадна надежта преку укинување на ветото Македонија да го отвори европскиот пат. Създават прецедент, който прецедент всъщност не е полезен за доверието в Съюза. Je lada că pe fora de bori că de bocte na de fume. Другар, дали должи 60 милиона? Тој ток не ви од сега, ме разбирате? Плати ги парите, нас ни треба да ги платиме на бензинска. Немаме нафта, ти не разбираш. Ти кога нема нафта ги повлече автобусите. Се редат ветувања, но и проблеми пред локалните избори. Од понеделник можни тешкоти со автобускиот превоз во Скопје. Кривичниот суд целосно го одобри обвинителниот акт за случајот поврзан со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Овој обвинителен акт опфаќа 34 физички и 3 правни лица за несреќата во која загина 62 лица, а над 200 беа повредени. И покрај потешкотиите во доставата поради големиот број обвинети и бранители, предметот е веќе распределен и продолжува натамошното судење. Сања Трајковска Ставров за ова. Во целост е одобрен обвинителниот акт за пожарот во кочанската дискотека Пулс, а судскиот процес ќе го води судиката Диана Груевска-Илиевска. Станува збор за судика која има 19 годишен судиски стаж, а во јавноста е позната по случајот подкуп кој заврши со ослободителна одлука за поранишниот премиер Зоран Заев, а таа го водеше и судскиот процес за автобуската несреќа Ласкарци. Со оглед на тоа дека од поднесувањето на обвинението во Скопје изминаа 3 месеци, од кривичниот суд дадоа хронологија на постапките во која освен префрлањето на предметот од Кочанскиот суд се навидува дека поради познанства и конфликт на интереси дел од судиите барале да не судат во овој случај да бидат иземени, а потребно било и време за доставување на доказите до одбраната. Со оглед дека станува збор за обвинителен акт во кој има 37 обвинети лица кои имаат 33 бранители, беше исклучително тешко да се достави обвинителниот акт до сите нив, особено од причина што на голем дел од нив мерките притвор беа заменети, па во моментот на достава председателот на Советот за оцена имаше потешкоти да утврди кој обвинет, каква мерка има и каде се наоѓа. Особено потешкоти имаше и доставата на делот од бранителите, на кои и покрај тоа што им се најавуваше терминот на достава, сепак истите не беа пронајдени во нивните канцеларии. Во меѓувреме, дел од адвокатите на одбраната велат дека се подготвени за во судница. Звонко Давидовиќ, адвокат на обвинет обезбедувач на дискотеката Пулс за Канал 5, вели дека ги добил доказите, а очекува законита судска постапка. Се надевам во една нормална судска постапка, законита, ќе дојдеме до вистината која е многу далеку од она што обвинителниот акт го содржи, бидејќи правната квалификација за добар дел од луѓето не може да се примени. Факт е дека многу време измина и за ваков случај која тангира целокупната македонска јавност. Затоа што она што се случи во Кочани е врв на сето она што ни се случува последните 25-30 години. И во целата светлина ја покажува разнебитеноста на нашиот и државен и општествен систем, едноставно дека сме до гуше во корупција. Меѓу обвинетите во случајот се поранешни министри, градоначалници и директори на Дирекцијата за заштита и спасување, а сите се товарат за кривичното дело предизвикување на тешки дела против општата сигурност, кое предвидува минимум 3 години затвор. Според теоријата на обвинителството, секој од свој аспект е виновен што дискотеката Пулс била отворена и работела повеќе од 10 години, иако не ги исполнувала условите за тоа, што било причина за трагичниот пожар во кој загинаа 62 лица,
а над 200 беа повредени. Сега, откако обвинението е одобрено, останува да се закаже датум за почеток на судењето, кој ќе биде едно од најголемите во македонската историја. Судскиот совет донесе одлука за разрешување на апелацискиот судија Енвер Беџети поради потешка дисциплинска повреда и корупција. Разрешувањето е формализирано откако Беџети се најде на американската црна листа поради сомнежи за примање мито во предмети поврзани со Сашо Мијалков. Решението е правосилно и веќе објавено во службен весник. Михајло Бидимлиски. Апелацискиот судија Енвер Беџети ја нарушил довербата на јавноста во судството и судската власт, како и во правната држава и владење на правото, што го прави истиот недостоен за вршење на судиската функција. Ова е наведено во решението со кое судскиот совет и формално го разреши Беџети, откако тој се најде на американската црна листа поради корупција во врска со предметите што се водеа против екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Советот најде дека судијата ЕБ сторил потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција поради потешка повреда на јавниот ред и мир и други посериозни форми на недолично однесување со кое се нарушува угледот на судот и неговиот углед, од причини што истиот е ставен на црна листа од Стејт департментот на Соединетите Американски држави, како судија кој е вмешан во значителна корупција преку примање мито за предмети поврзани со поранешниот директор на УБК, СМ. Стои во решението на судскиот совет, кое било донесено во мај, но досега не беше објавено бидејќи тој поднел жалба. Во меѓувреме беше суспендиран од судиската функција, а Врховен го потврдил решението на седница од 3 септември и истото на 22 било доставено до судскиот совет, кој потоа го објавил во службен весник, со што постапката правосилно е завршена. Инаку Беџети во своја одбрана навел дека предметот тврди на Таргет го држал во фиока подолго време поради пандемијата и големиот број други предмети по кои постапувал, за што веќе бил парично казнет. За него недолично однесување се подразбира судија во алкохолизирана состојба, а тоа што се нашол на американската црна листа го смета за еднострана одлука. Соопштението од Стејт департментот на САД е акт донесен од политичко тело на странска држава и не е акт донесен од судски орган. Самата постапка која е водена од политичкиот орган Стејт департментот на САД е еднострана постапка без засегнатото лице да е запознато дека е против него се води било каква постапка. На црната листа на САД Беџети се најде на крајот од минатата година, заедно со поранешниот вице-премиер Артан Груби, под сомнение за примање мито и долговлекување на предмети поврзани со екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Груби пак е во бегство од јануари годинава, откако против него беше отворена постапка за злоупотреби во државна лотарија. Во јануари годинава обвинителството соопшти дека отворило предистрага во која освен Беџети и Груби се истражува и дали во чувањето во фиока на предметите поврзани со Мијалков учествувало и трето лице, но таму се уште нема известување до каде е постапката. По прилогот на Канал 5 и по 3 години демнење и вознемирување, кумановецот кој ја прогонувал својата сограѓанка конечно е приведен во полициска станица. Сторителот го признал делото, но жртвата се уште не се чувствува безбедно, бидејќи тој претходно не ја почитувал судската мерка за неприближување. Случајот откри и институционални пропусти. За ова Елизабета Дамјановска, Спасеновска. Кумановецот кој вознемируваше млада сограѓанка конечно по 3 години е приведен во полициска станица. МВР соопшти дека станува збор за 32 годишен кумановец кој бил уапсен на 1 октомври по потирница врз основа на судска наредба поради сомневање за кривично дело демнење. Девојката го пријавила случајот во април годинава, пошто судот донел мерка за предпазливост за недоближување, но тој досега слободно се шетал, се додека сторијата не беше јавно објавена. Во полициска станица кумановецот го признал делото, па по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена кривична пријава, соопштија од МВР. Девојката, чиј идентитет е познат на Канал 5, вели дека е добро што нешто конечно се презело, но сепак не се чувствува безбедно бидејќи лицето и претходно не ја почитувало мерката за неприближување. Исходот од судење е само забрана за приближување
каде што ми беше речено доколку го сретнам на улица, да пријавам, да се обратам во полиција за да се превземат одредени мерки. Искрено не се чувствам безбедно, пошто тоа е неурачунливо лице и ја не знам што може на него да му светне во глава што се вика за да направи следен чекор. Значи, искрено не се чувствам воопшто безбедно. Младата жена, која со години се криеше од насилникот, се соочила со уште еден шок. Кога била повикана на информативен разговор во полиција и било кажано дека воопшто не се запознати со случајот и покрај тоа што жртвата пријавувала повеќе од 30 пати. Дел од пријави дека ги нема, што се случило, како се случило, пошто вело дека не се запознаени со мојот случај. Дел од пријавите каде што сум била да побарам помош, поплака, било што било само забележано и толку, демек тоа е тоа. И затоа не биле запознаени со мојот случај генерално. Девојката се охрабри да проговори јавно и сплашена дека може да ја снајде истата судбина како велешанката Русица. За незиното трагично убиство од поранишниот партнер, единствено МВР соопшти дека суспендирало 11 полициски службеници поради пропусти во постапувањето. Но иако јавноста и преку протести бараше одговорност од обвинителството и судот, досега оттаму нема никаква реакција. Денеска се навршуваат 30 години од атентатот врз првиот председател на Независна Македонија Киро Глигоров. Иако истрагата утврди дека нападот бил добро организиран, сторителите останаа непознати, а истражната постапка е отворена и до ден денес. Маја Стојановска. 3 децении мистерија, кој го нарача изврши неуспешниот обид за атентат врз првиот председател на Независна Македонија Киро Глигоров. Иако истрагата во која биле претресени над 30.000 возила, прегледани повеќе од 15.000 објекти и биле легитимирани над 180.000 лица, покажала дека атентатот бил добро подготвен и организиран. Сепак до ден денес ниту еден човек не е доведен пред лицето на правдата. Експлозијата се случила токму овде, на калдрмата кај хотелот Бристол, кога председателот Киро Глигоров заминувал на работа од Виловодно кон собранието и 30 години подоцна нема ниту трага, ниту глас од подметнувачот на бомбата. За причините за атентатот низ годините слушнавме се и се што. Од информации за вмешаност на странски служби и криминални групи, до политички пресметки и меѓупартиски кавги, вели Зоран Петров, кој во тие моменти како новинар во Нова Македонија добива задача да го следи настанот, а потоа од собраните податоци ја објавува и книгата Атентат. Со фактот што до овој момент случајот нема никаква разврска. Предпоставките на Петров се дека извршителите, нивните цели и мотиви можеби никогаш нема да ги дознаеме. Бидејќи е поминато премногу долго време, очигледно е дека имало сведоци, луѓе кои што знаеле многу битни работи за тоа и кои што во целиот овој период од само ним познати причини не се осмелиле да го изнесат сето тоа. Станува само да проследиме кои се последиците од него и што ние како држава и како институции сме научиле од тоа. За тоа што научила државата 30 години од обидот за атентатот, за методите за спречување, откривање, разјаснување и докажување на атентатите. Универзитетскиот професор Цане Мојановски најави дека ќе се дискутира на научно-стручната конференција, која ќе се одржува идниот месец, по завршување на изборниот циклус. Овој настан е особено сензитивен и значаен од аспект на тоа да се развива културата на диалог, културата на собирање на податоци и особено да се развие културата за учењето од примери. И очекуваме дека надлежните државни органи, научните институции во идниот период ќе посветат поголемо внимание, особено на излекувањето на поуките. Глигоров го преживеа атентатот, но со тешки повреди на главата. На местото загина неговиот возач Александар Спировски и случаен минувач.
Истрагата покажа дека 20 килограми експлозив кои биле скриени во автомобил Citroen биле активирани со далеченски управувач во моментот кога возилото на Глигоров се движело кон собранието. Тој самиот подоцна напиша книга за настанот, но без да посочи кој би можело да стои за обидот за негова ликвидација. Киро Глигоров почина на 94 годишна возраст на 1 јануари 2012 година. Недостасуваат матични лекари во руралните средини. Како да се реши проблемот? Една од можностите е да понатаму го либерализираме тој дел, односно да ги зголемиме дотациите. И покрај тоа што од 12 октомври стапува на сила новиот систем за влез и излез во Европската Унија наречен EEC, Канал 5 од своји извори дознава дека тој сепак ќе се спроведува постепено. Ова се однесува на земјите членки на Европската Унија, кои гравитираат во Западен Балкан, односно Хрватска, Унгарија, Бугарија и секако Грција. Тоа би значило дека имплементацијата ќе почне со така наречената помека верзија на системот, што предвидува само регистрација на патниците без нивно фотографирање. Деновиве се очекува и официјална потврда на информацијата. А кога сме веќе на тема Европска Унија, предлогот на Европскиот совет за замена на едногласноста со квалификувано мнозинство при носењето одлуки за проширувањето пропадна, со што ветото останува силно оружје на земјите членки. Унгарскиот премиер Орбан јасно порача дека планот е мртов, а во одбрана на правото на блокада категорично застана и Бугарија, Грција, како и неколку други членки. Гоце Герасимовски. Ветото и во иднина останува силен адут за земјите членки на ЕУ. Оптимистичкиот план на првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта, одлуките во процесот на проширување да се носат со квалификувано мнозинство наместо како досега со едногласност, и формално пропадна, откако унгарскиот премиер Орбан синоќа по двата самита во Копенхаген јасно порача дека планот е мртов. Но дека унгарскиот премиер не бил осамен во одлуката стана јасно и по изјавите на бугарскиот и грчкиот премиер, кои категорично застанаа во одбрана на принципот една земја членка да може да блокира и во случај кога сите други се против. Ваквиот став го поддржале и Франција, Холандија, Хрватска, Кипар. Намаляването на гласуването, независимо од това какво е квалифицираното мнозинство, по чувствителни теми, каквато е разширяването, каквато е многогодишната финансова рамка, създават прецедент, който прецедент всъщност не е полезен за доверието в Съюза. Η Ελλάδα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μπορεί και δεν πρόκειται να δεχτούμε, και όχι μόνο εμείς, γιατί αυτό είναι και μια θέση που απηχεί πολλούς συναδέλφους μου, τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μπλοκάρει την διαδικασία, εάν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει εις βάρος είτε ευρωπαϊκών είτε και εθνικών συμφερόντων. Идејата на Кошта, иако конкретно насочена кон ставање на Украина на брза лента во евроинтеграциите и елиминирање на ветото на Будимпешта, несомнено беше добра вести за Македонија во однос на евентуалните идни блокади првенствено од Софија. Орбан порача дека нема да даде зелено светло за Киев се додека земјата е во војна. Very simple. In Hungary we had a referendum. People decided. They said we would not like to live together with the Ukrainians in the same integration format. Neither NATO, neither European Union. There is an idea to kind of circumvent the veto to change the voting from anonymous. Procedure is regulated legally very clearly. Unanimity, and we don't support it. Председателката Силјановска Давкова, која учествуваше на состанокот на Европската политичка заедница во Копенхаген, порача дека ако ЕУ сака да биде геополитичка унија, не смее да го остави Западен Балкан во геополитички вакуум.
Двете партии од албанскиот политички блок со различен поглед на тоа што можат да предизвикаат резултатите од локалните избори. Али Ахмети повторува дека овие избори се своевиден референдум за албанците. Но министерот за здравство Азир Алиу во само интервју на Канал 5 рече дека и покрај изборите владата има уште 3 години мандат да работи на проекти за доброто на граѓаните. Јана Јосифовска. Победа за Вреди е освојување на една општина повеќе од Дуи, чиј наратив е базиран на емоции и национализам, во недостиг на конзистентност и отчет за сработеното, смета министерот за здравство Азир Алиу. Прашањето за легитимитетот кај албанците, како што кажа во вчерашното само интервју, е расчистено уште од минатите избори и покрај инсистирањето на Дуи за предвремени парламентарни, доколку победат со голема разлика на локалните. Според Алиу, несериозни се обидите на интегративците овие избори да ги представат како референдум, да се биде или не, а по изборите Вреди продолжува да биде дел од централната власт. За жал, Али Ахмети веќе е изгубен во просторо време во политичкиот екосистем и гледате секој ден гледате различни политички моменти. Еднаш псуе, вториот пат сака разделба, третиот пат не знам е зелен, четвртиот пат е, не знам, тој што Југославија, бивша Југославија го растурил, така да мислам дека е несериозно и да се троши енергија да се анализира. Лидерот на Дуи Али Ахмети пак во интервју за Euronews Албанија локалните избори уште еднаш ги оцени како референдум, но овој пат ги нарече албанско-македонски референдум. Порача дека Дуи не сакаат кризи, но Мицкоски според него не може да гради успешна политика без да го почитува легитимитетот на албанците во Македонија. Кажа дека неколку пати ги повикале Вреди да ја напуштат владата и да се обединат околу платформа за мирна одбрана на Охридскиот договор. Теторија што referendum shqiptaro Macedon. Nuk mundet kristiani të jetë të hapëroj sukseshëm në politikë pa respektuar legitimitetin e kombit shqiptar Maqedoni. Ne nuk duam të bëhemi shkaktar të krizave. Ne duam të kontribuojmë dhe kemi kapacitete njerëzish që vendin në procese ta shtymë përpara. Вербалната војна меѓу Дуи и Вреди и прашањето за легитимитетот кај албанските граѓани трае уште од ланските парламентарни избори. Иако интегративците бараат предвремени избори и место во владата, Мицкоски категорично отфрли ваква можност и им порача дека уште долго ќе бидат во опозиција. Доколку до понеделник не биде исплатен долгот кон приватните превозници во град Скопје, нивниот возен ред ќе биде намален за 70% и тие ќе возат само прва смена од 5 до 10 часот, предупреди денеска Јовица Зафировски, собственик на еден од приватните превозници. Тие побараа од ЈСП да им биде исплатен вкупниот долг од 170 милиони денари, од кои, како што изјавија, во моментов се доспеани 90 милиони. Директорот на ЈСП Скопје, Драги Кушовски, кој дојде на денешната пресконференција на приватните превозници, рече дека е позната состојбата во која се наоѓа ЈСП и дека тоа не е никакво оправдување, но нагласи дека кон приватните превозници се исплаќаат долговите согласно нивните можности. Ние денеска имавме план да прекинеме со возење, меѓутоа сакаме да бидеме коректни према корисниците на нашите услуги, према граѓаните на градот Скопје. Остануваме да возиме до понеделник. Ќе чекаме информација од директорот на ЈСП. Доколку не се уплатат средства, ние сакаме да работиме, ќе си продолжиме да работиме. Недостигот на автобуси, знаеме сите се смесни дека има, а ние да пуштаме нашите автобуси да бидат полни за да се штедат приватните автобуси, да не се амортизираат и било што, тоа е недозволиво. Значи треба да бидат коректни спрема граѓаните, а не да се влечат под автобусите на ЈСП, за нивните автобуси да не се амортизираат. Дали должи средства? Дали должи 60? Колку имате? 90 милиона. Добар, дали должи 60 милиона? Ма тој долг не ви од сега, ме разбирате? Плати ги парите, нас ни треба да ги платиме на бензинска. Немаме нафта, ти не разбираш. Ти кога нема нафта ги повлече автобусите. Како да возиш? Дали ги повлече автобусите, кажи? Да, ги повлече. Точно. Сега кажи ние како да ги оставиме на улица без нафта.
Државата во нов обид за намалување на недостатокот на лекари во руралните средини. Од потребни речиси 100, сега во овие средини има само 44. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ со деталите. Во Македонија од 96 планирани матични доктори во руралните подрачја функционираат само 44. Во 52 рурални места граѓаните треба да патуваат километри за да добијат примарна здравствена заштита. Од Фондот за здравствено осигурување објаснуваат дека ќе се менува правилникот со дополнителна либерализација за одредени критериуми, отстранување на постојаните пречки со цел да се отворат нови ординации во руралните средини. Ние имаме дотации кои не зависат од бројот на осигуреници. Значи, за руралните подрачја има посебна плаќање кое е независно од бројот на осигуреници, така да една од можностите е да понатаму го либерализираме тој дел, односно да ги зголемиме дотациите. Не само во руралните средини, од фондот велат матичните доктори во светски рамки ќе бидат во помал број. Од ФЗОМ објаснува дека новата капитација од 33% зголемување треба да има ефект за зголемување на интересот. Еве во есен веќе се само 3 матични лекари останати. Демографската возрастната структура на матичните лекари е исклучително лоша и за 10 до 15 години ќе имаме сериозна криза во покреността. И тоа не е исклучок за Македонија. И од Сдруженијето на семејни лекари реагираат, се помалку има заинтересирани да работат во овој сектор и бараат платата на општ доктор да не биде иста со доктор по семејна медицина. Специјалистот по семејна медицина треба да добие својата улога. Токму имаме поддршка сега и од Европската унија, бидејќи таму веќе земјите членки во Европскиот парламент поднесуваат директива со која специјализацијата по семејна медицина ќе стане еднаква како специјалност со останатите специјализации. Македонија за жал се уште не признава ко семејни лекари. Од ФЗОМ вела дека сите предлози од страна на матичните доктори може да се испратат на ruralno@fzo.org.mk. Ги завршуваме тука вестите, погледнете изборната хроника, после тоа веднаш и новото издание на само интервју. На само вистина се извинувам. Се гледаме во вечерните вести. Пријатно.